Долги колони, сообраќаен хаос, ова е сликата во Велес како резултат на мирниот едночасовен протест денес на Пладне, организиран од група на сопственици на дуќаните од улица Алексо Демниевски Бауман. Тие не се задоволни од новиот сообраќаен режим, велат дека бизнисот им се намалува и бараат соодветно решение на овој проблем. Нашето барање беше да се укине ова ново сообраќајно решение, да се врати старото, а доколку не е возможно да се врати старото, да се најде ново решение кое што ќе дозволи паркинг лента за потребите на, тука сме 26 бизнеси. На оваа улица од секогаш било забрането паркинг на возила, бидејќи тие биле во неможност да се паркираат на платени паркинг места. Додека така како што беше досега, функционира повеќе од 30 години и на никому не му представуваше проблем, додаде Цилаков. Бараме ние решение кое што ќе биде во корист на граѓаните, поради тоа што градот е на граѓаните, градот не е во приватна сопственост. Некој поединец да може да се прави како што сака. Бараме решение кое што ќе ни користи на сите. Има толку многу нерегулирани објекти, има толку многу простор и за паркинг и за сите тие работи, што може да биде и во наша корист, и во корист на градот, и во корист на МВР, со сообраќајни решенија, така натаму. Собствениците на дуќаните испратиле писмено барање до градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски и добиле одговор дека нивното барање е невозможно за реализација, согласно законот за патишта. Како солуција за овој проблем, тие предложуваат да се измени тековното сообраќајно решение, така што по приберите на градот Скопје и по големите метрополи и би се овозможило во централното градско подрачје, покрај лента за возење, да има и паркинг лента, односно истата улица од магистрална, да се преиначи во градска улица. Во спротивно ќе протестираат секој ден, се додека градоначалникот и сообраќајниот експерт не испаднат со конкретно решение за решавање на овој спор. На овој протест се приклучија и станарите на зграда од улица Благо Ѓорев број 3. Тие велат дека овој сообраќаен режим и представува огромен проблем во секојдневниот живот. Нашите барања се исти ко на собственици на моја дуќани што се. Затоа што они кога не можат и ние, понекогаш пат имаме и ние потреба. Нашите возила ќе запре тука да ме симне, сега не можеме тоа да го правиме. Значи мораме да одиме на 300-400 метра понадоле на паркингот, па да се враќаме назад пешки. Кире Цветков, председателот на станарите на зградата на улица Благо Ѓорев број 3, се согласува со барањата на собствениците на дуќаните и додава дека тие пред неколку години побарале да се легализираат нивните паркинг места, но се уште чекаат одговор. Тие се надеваат дека во блиска иднина ќе се санира овој проблем. На ова се огласи градоначалникот со став дека цврсто стојат на нивната одлука и дека нема да го променат овој сообраќаен режим, бидејќи тоа што го бараат граѓаните е противзаконски. Единствен недостаток е тоа што се уште немаме решение за изградба на катна гаража и што се уште доцни воведувањето на зонското паркирање. Очекуваме до предизборите, ако биде се во ред, да го донесеме деталниот план кој ќе ни овозможи да почнеме со постапка за изградба на катна гаража на местото каде што се наоѓа паркингот до Бифескара Хајдут или во народот познат Ингилизот, кога ќе изградиме катната гаража и кога за неколку месеци ќе почне да функционира зонското паркирање, мислам дека секи си дојде на своје место. Градоначалникот додава дека граѓаните треба да бидат трпеливи. Апелира да се користат повеќе велосипеди или да се користи јавниот превоз. Воедно апелира граѓаните да ги менуваат своите навики со цел да го направиме Велес поубаво место за живење, по пример на европските метрополи, алудирајќи на главниот град на Словенија, Љубљана. Жителите најавија дека ќе продолжат со протестите се додека не се реши овој нивен проблем кој сериозно влијае на нивниот бизнис. И ако нема решение, ќе го радикализираат.